Благодарам, председателке. Почитувана македонска јавност, почитувани представници од институциите, почитувани медиуми и колеги. Денес пред нас имаме само уште еден во низата за доцнети извештаи, а тоа е годишниот извештај за работата на Државниот совет за превенција на детско престапништво и за состојбите во областа на правата на детето и детското престапништво. И верувајте, колку што ме загрижува за доцнетоста на извештајот, исто толку ме загрижува неговата содржина и суштина, а тоа е фактот дека детското престапништво ни е во пораст. Тоа значи дека ова е уште еден годишен извештај со поразителни бројки во конкретниот случај кои се однесуваат на нашите најмлади. Зошто ни се случува ова? Затоа што, како што веќе спомнав, денес го разгледуваме годишниот извештај за 2021 година, а сме на прагот на 2023 година. Јас во многу наврати, кога имаме точки за разгледување на годишни извештаи, сум спомнала дека ако законот не ги обврзува институциите побрзо да ги доставуваат годишните извештаи до собрание, дајте веќе еднаш сите заедно да го смениме тоа. Во целиот собраниски хаос, еве јас во овој момент се обврзувам дека пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ ќе иницира законски измени и ќе покренеме иницијатива за соодветни рокови за доставување на годишните извештаи, бидејќи ова веќе станува крајно несериозно. Дополнително, овој извештај до собрание е поднесен во октомври 2022 година и јас навистина не знам зошто неговото разгледување можело да почека 2 месеци. Не знам што ни е поважно во државата од децата за кои сите се согласуваме дека се нашата иднина и сите кажуваме дека се нашиот приоритет. Во рете, денес ќе го разгледаме и ќе продискутираме за поразителните бројки во извештајот, но нашата дебата нема суштина. Затоа што и да ги увидиме недостатоците, и да ги увидиме препораките и заклучоците, ние не можеме апсолутно ништо да подобриме. И по не знам кој пат апелирам годишните извештаи да престанат да бидат само читанка во која ќе ги констатираме недостатоците и ништо нема да се превзема во врска со тоа. Ние мораме во следниот годишен извештај буквално да го штиклираме она што се поправило, да го штиклираме поправениот недостаток од претходната година и да се движиме кон подобрување на нештата во годината што следува. А тоа не можеме да го сториме најпрви ни најмногу од причината што ја наведов, а тоа се задоцнетите извештаи. И да се осврнам на извештајот во кој се содржани податоците за остварувањето на правата на децата, нивната заштита и реализираните превентивни мерки од страна на институциите. Само дел од поразителните бројки го говорат следното. Процентот на деца во ризик во 2021 година бележи тренд на зголемување за 18% во однос на 2020 година и за 7% во однос на 2019 година. Се зголемува бројот на деца повикани во полициска станица за 20%. Во 2021 година центрите за социјална работа идентификувале најголем број деца жртви. Понатаму, со извештајов години наназад констатирано е дека е потребно формирање на општински совети за превенција на детското престапништво и изработка на годишни програми од страна на општините, како и обезбедување на услови за непречено функционирање на истите. И замислете, тоа, иако е законска обврска на општините, за која дури е предвидена и казнена одредба со Законот за правда на децата, се оставило да лебди во воздух низ годините, а пак имајќи предвид дека извештајов е за 2021 година, а го разгледуваме на прагот на 2023 година, тоа значи дека оваа препорака нема да биде исполнета ниту во 2022 година. Представникот вели општините не сакале. Нема сака, не сака, представниче. Ке си ги притегнете, ево има и казнена одредба била предвидена. Не знам што да кажам на ово образложение, не сакале. Држава сме, закони постојат, треба да се почитуваат. Од секого подеднакво, без разлика.
И ситуацијата си останала непромената во текот на годините. Во некои општини воопшто не се формирани општински совети, а во тој мал број на општини во кои се формирани, не се активни. Затоа пак ќе речам, инсистирам на навремено доставување на извештаите, бидејќи ако ги читаме само, а ништо не се подобрува, ние залудно трошиме време за разгледување, додека децата ни трпат и нивните девијантни однесувања се зголемуваат. Ова уште повеќе заради уништеното образование, кое комплетно ја има изгубено воспитната компонента. Понатаму, во извештајот е нотирано дека се потребни измени во Законот за правда на децата, со цел пропишување на постапка за посредување во случај на сторен прекршок. Значи, ова се констатирало за 2021 година, а ние такви измени до овој момент не сме сториле. 2022 немаме такви измени, значи и тоа останува неисполнето. Потребни се и просторни, материјално-технички и административни услови за ефикасна работа. Ако ова е препорака со извештајот од 2021 година, ќе ве прашам, ги обезбедивме ли овие услови во 2022 година? Тврдам дека не. Затоа тонеме како држава. Затоа имаме насилство на сите страни, дојави за бомби по училишта кои никој не може да ги открие, деца и родители препуштени сами на себе без никаква заштита од државата. Ова треба да не загрижува сите и ова не е нешто што смее да чека и да трпи, туку веднаш мора да се зафатиме со работа, да иницираме законски измени, а на институциите да им наложиме сериозно да си ја работат работата. Верувајте ми, доволно е само да ги погледнете препораките во овој извештај за 2021 година и истите да ги споредите со препораките од извештајот за 2020 година. Буквално истите 17 препораки на број се пресликуваат и во годишниот извештај за 2021 година. Што кажува тоа? Ништо не се работи, а престапништвото, детското престапништво е во пораст. Уште еден недостаток е уште една во низата стратегии кои недостасуваат, во случајов стратегијата за превенција на детско престапништво. Ние од извештајов имаме информација дека бил започнат процесот на подготовка на нова стратегија за следниот 5-годишен период, односно велите за следниот 5-годишен период, односно за периодот 2021-2025, а сме 2023. На веб страната таква стратегија не постои. И ако постои, да речеме дека постои, ако е за период од 2021 до 2025 година, ние веќе втора година треба да ги имаме одработено од истата. Значи 2 години треба да има нешто сработено и да видиме дали се движиме добро. Имаме ли увид во стратегијата? Немаме. На 15 септември, значи пред 3 месеци, министерот Тупанчевски ја промовираше Националната стратегија за превенција и правда за децата 2022-2026 година и акцијски план 2022-2023 година, документ изготвен од Државниот совет за превенција на детско престапништво со поддршка на УНИЦЕФ и ЕУ. Ова е уште една потврда дека стратегијата 2021-2025 не постои. Значи, и стратегиите со години ни лепдат во воздух и тие ни се само на ниво на најава. И ова ќе го потврдам со уште еден факт. На промоцијата што ја спомнав пред малку, министерот Тупанчевски вели, цитирам: особено е важно да се нагласи дека стратегијата се однесува на децата во ризик, на децата во судир со законот и на децата сведоци и жртви. Стратегијата се донесува во пресрет на новиот закон за правда за децата и представува исклучително важен документ, единствен од ваков вид во државата, а што произлегува од специфичните надлежности што ги има Државниот совет. Значи, на ниво на најава е и новиот закон за правда на децата, кој според министерот бил исклучително важен документ и од што бил дотолку важен, во најава е од 2021 година, а сме 2023 година.
Па дајте веќе запрашајте се што ви работат по институциите. А имаме превработеност, замислете. Државни пари се даваат сегде кај што нема потреба и кај што нема ефект. Па така, со предлог буџетот гледаме дека средствата за Министерството за правда во ставката капитални расходи, нели, пошто се потребни канцеларии, се намалуваат за 59%. Во Министерството за правда нема пари за јакнење на владење на право, нема пари за реформа на јавна администрација, нема пари за стручно оспособување и усовршување. Зашто ги читаме годишните извештаи? Ако еве во конкретниот извештај е наведено дека се потребни средства за просторни, материјално-технички и административни услови, а средства за оваа намена во предлог буџетот нема. Понатаму, во текот на цела 2021 година, Државниот совет не работел во полн состав, бидејќи на двајца надворешни членови им истекол мандатот уште во 2019 година, па дури ни во 2021 не се извршил избор на нови надворешни членови од страна на Собранието. Секако, Собранието има многу поважни работи од заштита на правата на децата. На Собранието најважно му е Јовески да стане уставен судија за да го штити криминалот на власта. Па кој да мисли на децата, кој да мисли на нивните права и на нивната заштита. Срамно и жално е, колеги. Овде ќе спомнам уште два несреќни извештаи кои чекаат да стигнат на дневен ред за дискусија. Тоа се годишниот извештај за 2021 од Државната комисија за спречување на корупција. Тоа е и несреќниот извештај на Народниот правобранител за 2021, кои никако да стигнат во собрание и да не се разбереме погрешно, уредно си се доставени во собрание, но се заглавени на некоја од многобројните незавршени седници. Кај да е, ќе стигнат годишните извештаи за 2022 година, а не сме ги разгледале ови од 2021. Таква е нашата ефикасност, за жал. Во извештајот од Народниот правобранител се вели дека обврската за почитување на правата на детето се однесува на сите, вклучувајќи ги родителите, старателите, наставниците, воспитувачите. Но обврската за гарантирање дека правата на децата се почитуваат и за гарантирање на заштита на правата на децата и припаѓа на државата, на оваа наша држава во која нема кој да работи. Во поглед на имплементација на принципот на најдобар интерес на детето се вели: иако принципот на најдобар интерес на детето е воведен со Конвенцијата за правата на детето и е опфатен со неколку закони што се во сила, сепак се забележува нееднаков третман на овој принцип поради недостигот на унифицирани законски критериуми за негова примена. Како резултат на тоа, во 2021 година биле пријавени случаи на постапување во врска со или за децата, во кои овој принцип не бил целосно почитуван во духот на неговото значење. Во делот на врсничкото насилство и онлайн врсничкото насилство, според Народниот правобранител, во текот на 2021 година се регистрирани случаи на врсничко насилство што биле пријавени во соодветните полициски станици. Од билтените со дневни извештаи на Министерството за внатрешни работи може да се заклучи дека насилството помеѓу малолетниците е присутно насекаде. Онлайн насилството, како и онлайн врсничкото насилство се исто така присутни и особено е застрашувачко онлайн објавувањето видео и фотоматеријали на штета на малолетници, кое го има ефектот на случајот јавна соба. Од тука, неопходно е да се креираат програми и активности за промена на ставовите и однесувањата на учениците, но и да се поттикнат родителите, наставниот кадар и сите лица што на каков било начин се обврзани за грижа на децата и да влијаат врз намалување на причините што водат до насилство помеѓу децата. Кон ова, особено внимание треба да се посвети на психичкото насилство, задевањето, исмевањето, исклучување од групата кои се невидливи, не се пријавуваат и не се препознаваат како насилство од страна на учениците, а представуваат проблем и товар со кој
тие секојдневно се соочуваат. Дополнително на ова, неопходно е превземање мерки за навремено и ефективно решавање на случаите и казнивост на сторителите поради постојање страв од одговорност за личните постапки, како и мерки за поттикнување на жртвите да ги пријавуваат ваквите случаи. И овде ќе завршам. Министерот за правда, господинот Тупанчевски, не треба само да ги подсетува институциите дека приоритет треба да им бидат потребите на децата, туку да ги стегне да работат и да бара отчетност и резултати. Посебно кога станува збор за нашите деца. Затоа што кој ќе ја гради оваа држава ако не нашите деца? Ве благодарам.